дешавањата во иднина. Токму така, 2024 година ја завршивме со рекордно историско ниво на странски инвестиции од 1 милиарда 255 милиони евра, со што повторно по глава на жител сме држава со најголем број на странски инвестиции во регионот. Сега, тоа може би на некого не му одговара, но тоа е факт. Тоа се факти и повторно за многу кратко време ја консолидируваме таа политика, се консолидира. И таа политика ќе продолжи во годината која што следи, бидејќи верувајте, посебно во последните неколку недели имаме голем бран на компании кои што се заинтересирани да вложуваат кај нас овде во Македонија и во слободните технолошки индустријски зони, но и надвор од нив. И навистина сум пресреќен што тие препознаа дека оваа влада навистина води пробизнис политика и сака да поддржува отварање на нови работни места, добро платени работни места. Впрочем, и сега мора да се работните места добро платени, бидејќи конкуренцијата на пазарот на труд е немилосрдна. Но добро е што имаат доверба и што и оваа година очекувам навистина висока бројка. Не би сакал сега да лиферувам со бројки, но знам дека една инвестиција почнува со работа овој месец, другата почнува со работа во Штип во април месец, во мај ставаме камен темелник, во јуни повторно камен темелник, така секој месец една до две ќе има или пуштање во употреба или камен темелници на нови инвестиции. Во јуни ставаме на Алказар точно инвестицијата, тоа се половина милиарда американски долари инвестиција, со што конечно ќе имаме поголемо производство на електрична енергија од тоа што го трошиме, што навистина ќе представува за мене голем успех, бидејќи тоа беше еден од моите лични цели да произведуваме повеќе од колку што трошиме електрична енергија, значи ќе можеме да извезуваме и голем процент од таа електрична енергија ќе биде во обновливите извори, односно така наречена зелена енергија, со што ќе го зголемиме и тоа производно портфолио. При крај се законите кои што ќе се најдат во собраниска процедура, законот за енергетика, енергетска ефикасност и така натаму, со што еден од клучните стратешки столбови за кои што оваа влада е определена, а тоа да бидеме буквално регионален хаб кога станува збор за енергетиката, ќе почнат да се исполнуваат. Премиере, не искате да посета во Будимпешта, дали кои се конкретните придонеси додека се знае дека нема потпишано некој договор или некоја меморандум за соработка и дали случајно се погодивте да се сретневте со поранешниот премиер Груевски? Не се сретнав, но доколку ќе се сретнам или доколку би се сретнал, ќе бидете информирани, затоа што јас водам политика на принципот вистината е најточна. Така што, верувајте, секогаш кога нешто ќе се случи, јас тоа го кажувам, немам зашто да кријам, бидејќи немам што да кријам. Совеста ми е секогаш чиста, но исто така, во име на таа вистина, можам да потврдам, а многу скоро и со докази, дека голем дел од функционерите на поранешната владина коалиција СДСМ и ДУИ се среќавале во Будимпешта со господинот Никола Груевски, за кој што за жал не дадоа искрен одговор, за кој што јас евентуално кога би се сретнал би дал. Што се однесува до она кое што се придобивките, ќе потсетам, 1 милиарда евра стигна од Унгарија. Таа 1 милиарда евра, 500 милиона се искористени за враќање на долг, уврзница земена во 2080 година и денеска кога видите статусот на долгот на државата, ќе видите дека тој 58,2% и за нешто повеќе од 3% е намален. Така работи оваа влада, домакински, одговорно, а останатите 500 милиони евра, 250 милиони евра се, еве гледате, во проекти на целата територија на државата, ќе гледате сега и други проекти и ќе гледате и годиниве кои што следат такви проекти, а 250 милиони евра се во бизнисот, за жал морам да кажам, интересот до овој момент е 380 милиони. Значи, бизнисот не е гладен. Значи, имало проекти, не било дека немало проекти. Туку може би требало ефтини пари за да тие проекти се реализираат. А тие проекти ќе донесат многу повеќе работни места. Кога разговаравме со стопанските комори, поставивме на цел од 5000 нови работни места, но моите информации велат дека таа бројка е дуплирана со овие проекти кои што сега бараат финансирање од оваа унгарска линија. И тоа се 380 милиони евра. Очекувам таа бројка да дојде и до половина милиарда, што за мене предизвикува повторно предизвик, инспирација
да побарам нови вакви средства за бизнисот, затоа што очигледно дека бизнисот е гладен, сака развој, сака свежи пари, ефтини пари за да може да се развива, да додава вредност, да креира нови работни места и младите како да не биде по принципот како до сега изминативе 7 години да ги полнат автобусите и да се селат, туку да ги полнат автобусите од таму кај што се селени и да се враќаат назад и овде во Илинден, и во Гостивар, и во Струга, и во Кичево, и во Струмици, и во Штип, и во Битола, и на секаде во Македонија. Премиере, покрај посетата на Будимпешта имавте и други низ посети на безбедносни конференции и во минатото најавувавте дека ќе се големи зајак на безбедносната одбрана на државата. Во овој контекст би ве прашала дали се планираат нови вработувања на професионални војници во армијата согласно овие најави? Апсолутно да. Планиране објавување на оглас за прием на нови 300 професионални војници. Ја користам еве оваа прилика, благодарам на прашањето, да ги повикам сите оние млади луѓе кои што сакаат да се вклучат во одбранбено безбедносниот систем на државата, да се вклучат и се добродедени. Ги повикувам сите граѓани, сите без разлика на етничката припадност, сите кои што сакаат да бидат вклучени во безбедносниот систем и тука нема проценти, секој некој што ќе ги исполни условите ќе биде примен. Сите буквално сите оние кои што сакаат да учествуваат во одбраната на нивната татковина. Премиере, значи од ДУИ, значи албанската опозиција, најави дека можеби ќе има криза, ако тоа го поврзуваат нели со одлуката што треба да ја донесе Оставниот суд за албанскиот јазик и дека исто така бара и предвремени парламентарни избори, со што би било подобро за државата. Кој е вашиот коментар? Да, ја слушнав попатно вчера изјавата на господинот Бујар Османи во својство на потпредседател на Демократската унија за интеграција. Предпоставувам е координирано со председателот на Демократската унија за интеграција, затоа што ако не е координирано, тогаш предпоставувам дека председателот го укорил својот потпредседател, бидејќи му нанесува непоправлива штета со таа изјава по два основи. Првиот основ е директно мешање во правосудниот систем на една држава, што е спротивно од било какви демократии кои што познава современото човештво, а уште помалку европските демократски вредности. Морам да кажам дека утрово разговарав со министерот за надворешни работи и надворешна трговија, господин Тимчо Муцунски, кој што разговараше со сите, би рекол, со голем дел од, ајде не со сите, со голем дел од представниците на меѓународната заедница во државата, но и надвор од државата. Дел од нив рекоа дека и лично разговарале со представници од Демократската унија за интеграција и дека ова кај нив предизвикало многу негативни емоции и големо разочарување, бидејќи еден од основните постулати во демократијата е немешање во правниот поредок на една суверена демократска држава. Тоа не може да бидат услови, тоа не може да биде начин на кој што се води политика. Политиката се води на маса, се седнува, се разговара и се знае кои услови треба демократски да бидат исполнети за време на еден изборен процес. А сега нешто лично. Порака до Демократската унија за интеграција, човекот кој што преговараше и го распродаваше мојот македонски идентитет и мојот македонски јазик има најмал кредибилитет да зборува, затоа што тој ако мене не ме почитува, не го почитува ни својот мајчин албански јазик. Не, за предвремени парламентарни избори, исто така. Видете, сега секој си има право да избере начин како политички ќе функционира. Тоа е нивен избор. Државата има институции, има влада во која што функционира. Политичката партија Демократска унија за интеграција функционираше 20 и кусур години, ги погази сите принципи, беше пример за двојни стандарди. Во последните години од своето функционирање беше пример за основани сомневања за криминал и корупција. И мислам дека таму влада една паника и страв, што се гледа од коментарите на овие челници на Демократската унија за интеграција, а за што станува збор, многу скоро ќе виде сведок јавност. Премиере, може и
еден краток коментар за извештајот на статистика за растот на БДП. Да се вратиме малку на економија, значи јас се одговарам. Добро, да го прокоментираме и растот на бруто домашниот производ во четвртиот квартал, апсолутно тоа се први индикации дека економијата заздравува, дека одиме во правилна насока за помалку би рекол од 3 квартала ја стабилизиравме состојбата во државата, што беше практично и наша примарна цел, да ја стабилизираме од слободниот пат, а потоа се разбира преку активни политики и домакински политики, честно и добро владење, да успееме да обезбедиме раст на економијата. Во третиот квартал, ќе подсетам, таа беше 3%, сега е 3,2%. Очекувам овој тренд да продолжи во првиот квартал од оваа година. Очекувам уште една убава вест кон крајот на неделата. И мислам дека стратегијата да ја консолидираме, а потоа да ја предвижиме до точка 0 и потоа да ја развиваме полека, но сигурно вродува со плод. Порано од нашите очекувања се стабилизираа состојбите, буџетот се полни со предвидената динамика и ценам дека доаѓаат убави времења за македонските граѓани. Премиере, јас ќе се вратам на Да. стратешкиви инвестиции. Вие веќе говоревте околу сега што се инвестирало и очекувањата за 25-та. Меѓутоа, во исто време се случува, има најава една компанија дека ќе си оди од автомобилската индустрија, неколку компании намалуваат обем на производство, како влада, иако знаеме дека тие нивни реакции не се директно врзани со економската атмосфера во земјава, туку од глобални трендови. И случувањата во Германија, например, во делот на автомобилската индустрија. Вие како влада, што правите евентуално, какви мерки превземате за да ги задржите постојните странски инвеститори во земјава да останат, да задржат обем на производство, едноставно да не се повлечат од Македонија? Да, Милка, благодарам на прашањето. Состојбата во Европа, посебно во Германија, со автомобилската индустрија е алармантна. И гледате, впрочем, во третиот и четвртиот квартал стапката на раст на бруто домашниот производ тамо е негативна. Кај нас е охрабрувачки бидејќи е позитивна. Имаше, се сеќавате во минатото, и такви кои што тврдеа дека нема ниту 1% да пораснеме. Ние пораснавме 2024 2,8% и тоа знаете со какви све предизвици моравме да се соочуваме и да ги решаваме и успеавме да излеземе и сега веќе имаме малку покомотна состојба. Не загрижува тоа што се случува во Европа, посебно во автомобилската индустрија, но исто така не радува што најголемиот дел од инвеститорите кои што доаѓаат и кои што сакаат да отворат своји производни капацитети овдека се во сосема поинаква индустрија. Дел од нив се во индустријата која што произведува литиум-ионски батерии, дел од нив се вградуваат и во автомобилската индустрија, дел се во системи за складирање на енергија, која што представува иднина, бидејќи обновливите извори на енергија мора да имаат начин каде ќе складираат за да бидат уште по економски исплатливи. Но исто така ќе се обидеме да го дивергираме нашето портфолио и во делот на производството на медицинска опрема и уреди, фармацевската индустрија. Ние исто така таргет во периодот кој што следи. Така што планираме, се разбира и ние да се адаптираме на ново настанатата состојба. Услугите, знаете, 35.000 германски, британски и француски туристи веќе доаѓаат надвор од сезона. Во Охрид веќе имаме секој ден по 1000 кои што се таму надвор од сезона, чаршијата заживува, се отвараат дуќаните. До година планираме таа бројка да биде 50.000. И така натаму. Апсолутно имаме стратегија и план како да се движиме понатаму. А што се однесува до постојните институции, секојдневно имаме нега. Ќе ви кажам, конкретно, имаш измени во законот за да може компанијата Ваптек да отвори своја компанија, уште една компанија, втора во технолошко-индустријската зона тука, недалеку од ова место. Имаше законски измени кои што нудат можности на многу домашни компании кои што се занимаваат со извоз да отворат и они производни погони. Простете, но не можам да кажам имиња, но една голема производна компанија веќе има донесено, која што е постојна кај нас, веќе има донесена одлука за отварање на производен погон со кој што ќе извезува од 300 до 350 милиони евра годишно.
што е отприлика 2% од нашиот БДП. Друга компанија има потврдено за трета, која што донесена внатрешна одлука да отвори во 2026, а е присутна овде кај нас. Трета компанија се бориме за втор производен капацитет. Во април треба да донесат одлуката, мислам дека ќе успееме. Секојдневно сум во комуникација и со директорот на ТИРС, но и со директорот на таа компанија. И други компании кои што исто така се веќе присутни се обидуваат, но ја не би бил песимиста. Се бориме и да ја задржиме и оваа компанија која што најави затварање. Инаку нема други намалување на работните места во другиве зони во најавени намалувања драстични, тоа е процес динамичен, секојдневен, но се бориме и за оваа компанија, за Аптив, која што оваа година ќе функционира, најави затварање следната година, но и тука се бориме, јас не би се предал. Мислам дека и тука не е кажан последниот збор. Така што ова ниво на странски инвестиции гарантира раст на економијата, а оној интерес кој што доаѓа кај мене е навистина исклучително жесток и очекувам следната година да биде исто така, би рекол, многу плодна кога станува збор за странските, но и домашните инвестиции не треба да ги потцениме, бидејќи од овие 250 милиона во моментот имаме 380 кои што бараат пари за да инвестираат. На тие 380 ставете 20% минимум сопствена инвестиција, доаѓаме до веќе 450 милиони евра. А јас очекувам таа бројка до половина милиарда да биде. Примири, може да ни кажете? Вие располагате со буџет од 250 милиони евра. Како ќе одговорите на уште 130 милиони евра барање за инвестирање? Така е, Милка. Токму тој го кажа, сега ова представа за нас дополнителна инспирација. Мотив да најдеме повторно ефтини пари. Да се обидеме да најдеме повторно ефтини пари. Затоа што нашата цел е да обезбедиме подобар живот за граѓаните. Ние политиканство, дневна политика не интересира. Мислам, се разбира како политичари со тоа се занимаваме, но наш главен приоритет е како на граѓаните да им обезбедиме подобри услови за живот, децата да ги задржиме тука. Тоа ни е целта и тоа е нашиот мотив во функционирањето. За сега сум задоволен од ова како се движат работи. Може да ни кажете кога планира владата да ја формира комисијата што треба да утврди репрезентативност на синдикатот? На следна владина седница, во вторник. И околу барањата на синдикалците да се надиваат ли? Не да ја формира, владата предлага 3 члена. Еден доаѓа од Министерството за економија и труд, еден доаѓа од Министерството за социјална политика, демографија и млади и еден од правда. Добро, и околу ова второво, да се надиваат ли синдикалците на предлогот за 500 евра минимална плата? Тоа зависи дали тие ќе се договорат со работодавачите за тоа. Но доколку вие мислите, претпоставувам на оној предлог кој што Сдружената опозиција Левица, СДСМ, ДУИ и Сојузот на синдикати го дадоа да владата субвенционира до 30.000 денара, можам само да кажам дека жалам што Сојузот на синдикати на Македонија полека, но сигурно се претвара во партиска бина или гласноговорник на коалицијата Левица, СДСМ и ДУИ и практично тоа што овие го говорат во парламентот, овие го говорат на пресконференции, но тие одбрале таков начин да функционираат. Јас жалам што во минатото изостана овој предлог, жалам што владата која што 7 години функционираше во услови кога живи луѓе гореа во модуларни болници, имаше несреќи од типот на Ласкарци и она Беса Транс во Бугарија, стабри афери, жалам што воведуваше скалести даноци па се враќаше назад, па даноци на луксус кои што ние, тоест вие граѓаните сега ќе треба да ги плаќате. Конечно им текна после 7 години и така тие мислат дека сега ќе го исцрпат буџетот, за да буџетот нема за ова. За ова да нема. За да нема за ова. Тоа они мислат сега. Од буџетот ќе дадеме ние 100-200 милион, да нема за улици, да нема за градинки, да нема за училишта, да нема за канализации. Ние сме влада која што 250 милиони евра го поддржа стопанството за да обезбеди работни места за работниците и да ги зачува работните места на работниците, како ниту една влада субвенционираме камата и обезбедуваме историски, европски, светски најниска каматна стапка од 1,95%. Самиот интерес на работодавачите, на компаниите, тоа го потврдува. А доколку работниците и работодавачите на економско-социјалниот совет се договорат
да има минимална плата од 30.000 денари со целосно подмирени трошоци од страна работодавачите, ние тоа ќе го прифатиме и тука немаме против. Откриен уште еден картел на осигурителните компании. Дали имате информација од Министерство за финансии кои се наодите, на кои точки се основат овие сомнежи и дали ќе има уште други откривања на картели? Имам информации, запознаен сум, тоа ме брифираше директорката на Комисијата за заштита на конкуренција и мислам дека таму подетални податоци ќе ви дадат. Навистина се некои информации за мене прилично изненадувачки. Непријатно изненадувачки. Има во собрание седница за интерпелацијата на членовите на Судски совет, што со нивната судбина и дали владата го испрати предлог разрешувањето за Почевски до Советот на јавни обвинители. Што се однесува до судиите, зарем треба коментар да даваме на тоа што треба да правиме, се знае. Тие тотално го изгубија кредибилитетот пред граѓаните, тотално го изгубија кредибилитетот и треба да биде изгласана таа интерпелација и на нивно место да дојдат луѓе кои што ќе бидат вистински заштитници на правдата, бидејќи излегува дека поединци суди и обвинители се последниот штит на одбраната на поранешната владина коалиција СДСМ и ДУИ. А што се несува до писмото, мислам дека треба да е веќе пристигнат за смена на јавниот обвинител. Само уште еднаш кратко да се вратиме на темата за минималната плата. ССМ и работодавачите веќе известија дека се согласни таа да биде 500 евра, но ако под услов да бидат ослободени од повисоки придонеси во првата година. И сега овој предлог е преточен на хартија, дали го добивте вие во владата и дали ова би било прифатливо за вас? Токму тоа го кажав јас сега, јас таква информација немам. Напротив, дека не се сложени за таа сума, а инаку придонесите кои што би ги плаќала владата, дополнителните придонеси не се предвидени во буџетот, а не знам како тие би се сложиле кога немаме репрезентативен представник на синдикатите. Треба прво да избереме репрезентативен представник, па дури потоа можеме да зборуваме за сложување. Но доколку се избере репрезентативен представник, и доколку тој, заедно со работодавачите, се сложат за 30.000 денари плата, во која што работодавачите целосно ќе ги исплатат придонесите кон вработените, ние ќе го прифатиме и немаме никаков проблем со тоа. Премиере, не ли е председателот на ССМ представник на Не. најголем синдикат во Македонија? Не, треба да се определи комисија за утврдување на репрезентативноста, бидејќи е истечена валидноста на претходната, и се формира комисија. Таа комисија утврдува кој од синдикатите ги исполнува критериумите согласно правилникот за утврдување на репрезентативност на синдикатите.